Добро утро на сите. Без разлика, дали сакате да си предсетувате на одењето на училиште или не, сите понекогаш си спомнуваме. Некои имаат убави спомени од тие денови, особено првиот училиштен ден, облечени во нова облека, со наострени моливи, со мирисот на есента во воздуха. Со многу мина од нас, сепак, убавите спомени завршуваат тука некаде. Така започнува 14 или 15 години тешкоти и фрустрации. Може би имавте наставници кои не ви се допаѓа или кои не ви сака. Некои луѓе учат поинаку од другите и ако не одговаравте на калапот во кој училиштето се обидуваше да ве вклопи, вашето искуство на училиште веројатно не беше многу пријатно. Без оглед на тоа дали вашето искуство би го оцениле со единица или со петка, сепак сте постигнале навистина многу во вашата кариера како ученик. Како прво, научивте да читате и пишувате и да броите до 100. Ја научивте таблицата на множење и како да делите сложени броеви. Ја прочитавте вашата прва приказна, најверојатно, а може би дори и ја напишете првата приказна. Како што работите напредува, се запознаавте со научните методи и со различните светогледи и философии. На крајот, без разлика дали уживавте во училиштето или не, тоа е местото каде што сте стекнали некој од вашите најблиски пријатели. Сега, кога ќе налетате на нив во кам, добивате наплив на емоции што ве тера со носталгија да се пресетите на старите добри времења на собирањето, одземањето и завркавање со наставниците. Но, времето поминато на училиште не беше само за учење или бубење. Тоа ве разви во човек кој може да слуша. Размислете колку време на училиште сте го слушнале наставникот. Тоа е затоа што да се биде добар слушател е централен дел во животот. Но тоа не е нешто со што се раѓаме. Како ученик, научивте да следите упатства без разлика дали би се допаѓале или не. Но училиштето не е единствениот глас кој не повикува да слушаме. Светото писмо исто така јасно покажува дека мора да научиме да го слушаме Божиот глас. Добрата работа за нас е, додека поранешниот учител може би бил груб или безчувствителен, може би дури и ве малтретирал, Божиот глас е секогаш добар, секогаш љубезен и секогаш добродојден. Камо да можеме да научиме постојано да го слушаме неговиот глас. Размислете колку од Светото писмо вклучува слушање. Во првите стихови од Битие, Бог вели нека биде светлина и созданието се покори со тоа што се создаде од ништо. И на последните страници од Библијата, Исус вика, ете, стојам пред вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас и ја отвори вратата, ќе влезам кај него и ќе вечерам со него, и тој со мене. Божјо Словото е јасно. Како носители на Божиот лик сме повикани да слушаме, да примаме, да одговориме. Па како изгледа овој живот на слушање? Во својата книга Правејќи се ново, холандскиот теолог и писател Анри Науен го сумира вака. Послушноста значи целосно, безстрашно слушање на нашиот татко кој не љуби. Денес сакам да се фокусираме конкретно на оваа идеја за безстрашно слушање. Дозволете му на вашиот ум да се концентрира за момент на оваа фраза. Размислете за секој збор посебно. Безстрашно слушање. Комбинацијата е изненадувачка. Да се биде безстрашен значи да се има храброст да се направи било што, додека да се слуша значи да се добие нешто, понекогаш без да се направи нешто. Безстрашното слушање изгледа како речиси контрадикторност на прв поглед, но верувам дека тоа е моќен концепт за духовно живење. Безстрашното слушање ни кажува нешто многу длабоко во врска со нашето одење со Бог,
бидејќи тоа имплицира дека и двајцата сме храбри да го извршиме она што Бог сака и внимаваме да го слушаме неговиот глас на прво место. Патот по кој секојдневно чекораме со Бог е тежок. Замислете клацкалка со две крајности. Ако ставите премногу тешко на едната или на другата страна, ќе ја изгубите рамнотежата што Бог ја бара од вас, за да бидете безстрашен слушател. Ако сме само безстрашни, би можеле да станеме луѓе кои не го слушаат Бог и другите, туку само прават и действуваат. Ова е една вообичајна замка што ја гледам во животите на христијанските работници како мене. Работиме толку напорно за цел, например, да ја видиме цела Македонија досегната за Христос, но не успоруваме да видиме што ни вели Бог за тоа. Но, од друга страна, не сакаме ни да бидеме само слушатели. Можеме да седеме во црква цел живот, да ја слушаме секоја проповед во недела наутро и да препоставиме дека сме подготвени да одиме, кога цело време ги пропуштиме секои деневни интеракции кои Бог ни ги дава по патот. Значи, во ова проповед, ајде да ги погледнеме овие две крајности и како да ги избегнеме, и потоа ќе се вратиме за подетално да го видиме тежнењето кон живот на безстрашно слушање. Првата замка на духовното патување е самодовербата. Самодовербата произлегува од ставањето премногу акцент на тоа да се биде безстрашен, без да се чека на Бог. Тоа дека храброста е позитивна особина, неповрзната индивидуалноста или самодовербата води до нездрави навики. Самодовербата е еден вид храброст што не се подпира на Бог. Тоа е храброста на човек кој поминува низ променна улица со рацете на ушите и силно затворени очи. Самодоволност, автономија, самоуправување, независност, ова се водечките принципи на самодовербата. Самодовербата изгледа добро од надвор, но во својата суштина е погрешна, бидејќи нејзината звезда воделка е јас. Можеби изгледа ефективно и блескаво, но е слепа за се околу неа. Самодовербата не го слуша Бог ниту мудрите гласови на заедницата. Животниот стил на самодоверба наликува на глисер, кој е забавен и импресивен, но сепак е контролиран исклучиво од возачот. Глисерот сака да направи бум во светот и ќе направи се за внимание. Тешко е да се слушне нешто или некој друг од брмчењето и татнежот на моторот. Но глисерот одбива да ја намали брзината затоа што е на својата себофокусирана мисија. Во Библијата најдобар пример за личност на глисерот е Саул. 1 Самуил, 9 глава, може да тргнете таму. 1 Самуил, 9 глава, спомнува дека Саул пораснал богат и дека бил млад и убав. 317 страни. Да, добро, може. Всушност, Светото писмо вели некој од израелците не беше поубав од него, а и за глава тој беше повисок од сите луѓе. Исто така можеме да заклучиме од Светото писмо дека тој бил добар борец и имал силни лидерски квалитети. Ниту една од овие работи само по себе не била погрешна. Библијата вели дека и Давид бил убав и вешт воин. Проблемот настанал кога Саул ја ставил својата доверба во своите способности наместо во Бог. Криејќи се со својата војска, плашајќи се од филистејците и нестрпливо чекајќи го пристигнувањето на пророкот Самуил, кој ветил дека ќе принесе жртва, паленица за своите луѓе, Саул избрза. Наместо да го чека она што Бог ветил дека ќе се случи, тој го заобиколи авторитетот и принесе своја жртва.
Саул толкова се навикнал да ги прави работите на свой начин, што повеќе не може да го слуша Бог. Мора да ги преземе работите во своји раце. Кога Самуил пристигнал неколку моменти подоцна, го прекорил Саул со ова: Господ ќе си најде друг маж според срцето свое. Во својата желба да изгледа добро за своите луѓе, да извршува, да напредува, да постигнува и да лета високо, Саул го промашил Божето срце. При планирањето на планината лесно е да се застрани кон самодовербата, но како безстрашни слушатели, желбата за постигнување мора да биде поврзана со најважното, Божето срце. И ако прекомерната самодоверба може да влијае на секого на која била возраст, мислам дека самодовербата е особено искушение и замка за младите луѓе, како јас. Зошто? Бидејќи да се биде млад, значи способност и желба да се оди побрзо, за да се заврши повеќе, да се постигне нешто во животот. Овие желби само по себе не се лоши, тие се од Бог дадени копнежи за покорување на градина, како за Адам и Ева на почетокот. За добро да ги искористите вашите дарови и таленти во светот. Но внимавајте да не дозволите желбата за постигнување да стане желба да бидете впечатливи. Не дозволувате копнежот за успех да стане стремеж по одобрување. За оние кои се движат со брзината на глисер, на крајот ќе останат без гориво. Вознемиреноста и грижата поради тоа што треба да постигнете и да успеете и да импресионирате, ќе ве истроши. И животот ќе стане стресна трка за да напредувате, да победите, да триумфирате. И денеска зборувам од како лично искуство за тоа. Не станувате друг Саул. Избегнувате ја замката на самодовербата. Другата замка на клацкалката на духовното патување е ескейпизмот, бегање од обврските. Спротивно на самодовербата, ескейпизмот се чини дека слуша, но на крајот никогаш не действува. Тој се преправа дека е духовен начин на живот со тоа што ги прави и кажува вистинските работи. Но има тенденција да остане во мирување, никогаш не постапувајќи според она што го слуша. Ескейпизм е слушање без вистинска намера да се десува кога ќе дојде моментот. Наместо вистинска послушност, ескейпизм седи и кисне, јава од набранот, мези од бифото, го стави животот во cruise control. Библиски кажано, тоа е вера без дела. Еден вид живот кој се чини дека има доверба, но никогаш не прави чекор на вера во послушност кон Божето царство. На сите ни е позната Исусовата парабола за талентите, мислам. Слугата што го закопува својот талент, му вели на Господарот, на крајот на како приказната: Господаро, знам дека имаш високи стандарди и мразиш безгрижност, дека го бараш најдоброто и не дозволуваш грешки. Се плашав да не те разочарам, па најдов добро скривалиште и ги скрив твоите пари. Значи, овој слуга е вистински уметник за ескейпизм. Од една страна, тој знае што е стандардот, но од друга се плаши и ги закопува парите што му се доверени. Ескейпизмот изгледа како слушање, но на крајот нема и нема да има доверба да се покори. Додека самодовербата наликува на глисер, ескейпизмот според мене изгледа како јахта. Не сум бил на јахта. Никогаш, ама добре. Примарната цел на јахтата не е да тргна и да го истражува отвореното море. Туку да седне и да ужива во животот, така да се каже. Може би на почетокот имаше желба да го следи Божиот глас, но некаде на патот беше донесена одлука да остане во пристаништето и да ужива
во бифето. Како што минува време, тие соништа за одење на отворено море заедно со Бог се преводија во плитки мечтања. Јахтата не се обидува да постигне многу или да ги направи работите да одат брго. Незината главна цел е да се излежува на сонце и да игра на сигурно. Библиски пример за ескейпизм е Јона. Веројатно Јона бил слушател, нели? Бидејќи во Јона првата глава, првиот стих, писмото вели: и словото Господово дојде до Јона. Како и сите пророци, Јона имал барам едно уво во царството. Во оно што го слушна внатре, многу го вознемирало. Тоа се мешаше со неговото постоење, бидејќи тоа значеше дека треба да действува, да прави нешто. Не ме интересира денеска зашто беше повикан. За секој од нас ова ќе изгледа различно. Тука за страшната можност дека би можеле да бидеме слушатели, но никогаш не и извршители. Во нашево време постои сериозно искушение да се оди во црква во недела наутро, и тоа е добро нешто, ама да се излезе од вратата не променет. Кој ги слуша овие мои зборови, вели Исус, но не завршува тука. Кој ги слуша овие мои зборови и ги врши, Исус рече. Пазете се од замката на ескейпизмот. Значи, само довербата од една страна, ескейпизм од друга. Сите ние тежнееме кон една од овие две крајности на клацкалката. Кога грешиме премногу на едната страна, рамнотежата на животот се нарушува. Поетот Шемес Хени, не е чичко ми, за жал, Шемес Хени, толку елоквентен не предупредува. Начинот на кој живееме, морничаво или смело, ќе биде нашиот живот. Така тогаш, патот на бестрашно слушање лежи во средината, но како да го следиме? Следете го патот на бестрашно слушање. Прво, фокусирате се на слушањето. Во Исаја, 55 глава, 8 стих, Бог вели: моите мисли не се ваши мисли, ниту вашите патишта се мои патишта. Со други зборови, ние сме светлосни години одвоени од Бог. Ако сакаме да ги разбираме неговите мисли и патишта, треба да ни се даде слух за слушање. Да бидеме наштимени од Него. Но ова мислеше текстописецот кога вели: наштимај го моето срце да ја пее твојата пофалба. Нашите срца треба да бидат наштимени на звуците на царството, ако сакаме да ја слушнеме музиката. Бог секогаш зборува со мирен, мек и нежен глас, доколку сме подготвени да го слушнеме. Најдобар пример за наштимено срце е Исус. Уште како момче, Исус напредуваше во мудроста и возраста, во милост кај Бога и кај луѓето. Кога бил искушаван од сатаната да постапува од себе, наместо тоа, Исус се подпирал на секој збор што доаѓа од Божјата уста. Можеше да го избере начинот на живот на глисер, крстарајќи ни својата служба со чуда и пораки на светкав начин со стил. Но тој не го стори тоа, затоа што Исус дојде да служи, а не да му служа. Тој беше во склад со она што го сакаше Отецот, а не луѓето. Исус течно го зборуваше јазикот на царството затоа што научил да слуша. Исто така, вежбајте да ги слушате другите, заедницата околу вас. Како што вели Евреите 12 глава, првиот стих, ние сме обкружени со голем облак од светоци. Со други зборови, ние не ја водиме духовната трка сами. Другите се во нашите животи и во нашите заедници со причина.
и ние мора да научиме да ги слушаме. Многу гласиме се напреваруваат за нашето внимание во светот, но можеме да ги држиме очите и ушите отворени кон Бог на многу начини на кои тој се изразува. Во неговото слово, во природата, во нашата совест и во другите, и во минатото и во сегашноста. Ова е првиот чекор по патот на следење на Бог. Но безстрашното слушање подразбира и акција, храбра работа, движење, потфат. За разлика од јахтата, ние не слушаме да станеме обични акумулатори или колекционери на духовно вистини, кои едноставно собираат информации, но никогаш да не поставуваат по нив. Опасно е да одиме во црква само да се нахраниме, како да кажем. Напротив, растеме кога имаме храброст да ги храниме, споделуваме и да им служиме на другите. Растеме кога имаме храброст да го кажеме она што треба да се каже. Растеме кога одиме таму каде што Бог бара од нас. Дозволете ми да ве охрабрам во ова, бидејќи растежот нема да се случи преку ног. Е се уште сум млад, мислам, во ова. Потребни се години пракса. Како што напишал еден филозоф, суштинската работа на небото и земјата е дека треба да има долга послушност во иста насока. Безстрашното слушање подразбира извршување на работа со послушност на долг рок. Најдобар начин да се резимира овој вид на послушност со безстрашно слушање е преку зборовите на еден човек изговорени во градината пред 2000 години. Не мојата волја, туку твојата нека биде. Ови се зборовите на Исус во градината пред да умре. Не мојата волја, туку твојата нека биде. Ниту една друга реченица изговорена низ историјата не бараше поголема храброст за да се каже ова. Исус ниту ги преземе работите во своји раце, како Саул, ниту бега од она за што Бог го повикува да го прави, како Јона. Овде лежи суштината на безстрашното слушање. Да се одречеме од себе, од нашиот глисер, од нашата јахта, не е мојата волја, и наместо тоа да го слушаме во послушност, да слушаме во послушност на Бог, но нека биде твојата. Ова е срцето на послушноста. Како заклучок, можам ли да ве оставам со една последна слика? Предходно го споредивме самостојниот начин на живот со глисер. Храброста лишена со повикот Божи резултира само со напорна и вознемирена активност. Предходно го споредивме и пасивниот ескепистички начин на живот со јахта. Слушањето лишена од послушност и акција води само до ескепистичко постоење кој не вродува со плод, туку само стагнира. Значи, која слика најдобро одговара на животот на безстрашниот слушател во молитвата на Исус во градината? Верувам дека одговорот се наоѓа на сликата на едрелицата. Одејќи кон заливот, првото нешто што ќе го забележите за ова едрелица е дека и треба акција за да тргне на своето патување, бидејќи мора да ги наместите едрата ако сакате да стигнете каде било. Токму сега едрата висат млитави и безживотни. Ако ќе бара вештина, ова ќе бара вештина за правилно врзување на јажињата. Но со напорна работа, за прв едрата се шират и правилно се присвртвуваат. Сега кога едрата се испружени, за прв пат забележувате дека ова пловило не може само да се движи. Мора да се води, преместува и оправува. Но како?
Разтегнувајќи ги едрата широко, едрелицата се става на располагање на ветрот. И на благите ветришта, и на страшките налети. Со текот на времето, едрелицата го слуша, прифаќа и го следи ветрот. Додека внимаваш на патот што Бог го има за тебе. Може би твојата склонност е да му завидуваш на глисерот додека минува покрај вас. Не се залажувате. На крајот ќе остане без бензин, па дури и може да се судри. Поставете ги едрата и нека Бог ве однесе таму. Или може би ќе го посакувате луксузниот живот на јахтата, кога го минува времето во пристаништето. Но не препуштате се на идејата дека животот треба да биде лесен или треба да ги задоволи сите ваши каприци и желби. Не дозволувате животот да помине без вистински да го слушате Бог. Почнете да го слушате сега. Според зборовите на Мартин Лутер Кинг помладиот, запомнете ја жестоката итност на сегашноста. Нема време за луксузот на кулирање или барање смиреност во постепеноста. Времето е сега. Бидете едрилица. Отворете ги едрата и дозволете му на Бог да ве изнесе на отворено море во своето темпо и со својата сила. Ово бара храброст. Да го слушате оно што Бог го поставил пред вас. Но вреди да се стане безстрашен слушател. Ве оставам со зборовите од келтскиот банд Eden's Bridge, мојот најомилен бенд, Eden's Bridge, од нивната песна Мојата надеж е сигурна со тебе. Сега сам и далеку од дома, мојата сила исчезна од мене. Сепак, преку ветерот и градот, ти го штитиш моето едро. Мојата надеж е безбедна со тебе. И ако бури може да беснеат, и јас може да пропаднам, мојата сила ќе дојде од тебе. И утре ќе видам дека твојата сила е вистинска, и јас ќе бидам со тебе. И низ ветерот и градот, ти го штитиш моето едро. Мојата надеж е безбедна со тебе. Извини, немам мислам пасусот напишано тука. Јован 17 глава, како? Кој стих беше за од Исус? Седмиот? Во градината, извини. Пак ќе завршам со овој стих од Исус. Не мојата волја, тука твојата нека биде. Фала на вас.